Особено во студиото, како и секој четврток, е колешката Гордана Довњак. Гордана, добро утро. Добро утро. Како се наоѓа Фокус, бидејќи си ти главен уредник на Фокус, со овие европски теми? Мислам, ги третираме и на порталот и во неделникот. А со оптимизмот и песимизмот како одите? Па некако на линија на вашата претходна соговорничка. Да. Во повеќе наврати и јас во водниците сум пишувала и колешката Јадренка Костова за една неодржлива ситуација која што ни се повторува. Па бидејќи ние добиваме пофалби за реформи, сега ќе разговараме ние за тоа овдека, барем што се однесува до правосудството. И на врвот на јазикот ми беше додека зборуваше ти, ги броиме годините и председателството од едно до друго председателство. И се некакви најави, еве, само што не е. Само што не било, така. Добро, Гордана, ќе си остане таа тема со нас, Да, барем до моето пензионирање на оваа професија, што се надевам дека ќе биде што поскоро. Бидејќи дел на овие работи, барем јас ги слушам 35-6, ако не и повеќе години. Гордана, денеска сакам да те замолам да ми објасниш малку еден феномен кој што има многу занимливо име во македонско правосудство, правосудниот систем, и тоа некако се нарекува судски туризам, ако Затворски. Затворски туризам, да. Зашто Тоа станува збор? некако новинарите, таа крилатица си ја усвоија и гледам дека ја користат сите. Значи не е нешто авторско моje или на Фокус. Меѓутоа на многу добар начин го отсликува тоа што се случува во праксата, е некако забележливо во последните 2 години. Значи нога повлача Зоран Милевски Кичец. Еден феномен, морам да кажам, во правосудството, бидејќи човекот е вмешан во такви тешки криминали. Имаше и несреќни околности, додуше предизвикани од се разбира. Така излезе дека секого снимал, во се е вмешан. Секого снимал, во се е вмешан, нигде го нема, на слобода е, неверојатно падна обвинителства, влади се тресеа. Да, во рекет веднаш призна вина. Сега тука сме кај признавањето на вина. Значи, исто како што Зоран Кичец си искористи една законска можност, меѓутоа прашање е колку е тоа дадена можност, а колку изигрување на законот, а тоа е судскиот процес да ви е во еден суд, таму значи и да живеете и одеднаш кога ќе дојде време за издржување на казната, да процените дека сакате да ја смените адресата на живење и да ја пријавите како место на живење, да го пријавите Охрид, Струга. Законот вели и Кичево и Дебар, меѓутоа засега на туристичките места е фокусиран интересот. Што значи тоа? Обвинетиот да си побара преку МВР промена на адресата на живење, тоа да го подкрепи нели со нотарски акт, можеби има стан во Охрид, ќе изнајме. Кичец, тоа и е случај. Има охридски корени, меѓутоа истото тоа сега го користат и Орце Камчев и Јосифовиќ, осудените во првиот дел од Империја, кој што да ги подсетам гледачите, макар што тоа име нели добро познато, заврши со признавање на вина од еден дел, во еден дел од процесот. Тука има 3 дела, значи ова е делот околу данокот и перење пари кај Јосифовиќ, и во оној момент и нив им беше изречена една минимална казна од 1 година. Да не заборавиме дека бизнисменот Орце Камчев има 3,5 месеци веќе издржано куќен притвор, тоа значи дека тоа му се вбројува во вкупната казна. И што се случува? Значи во оној момент кога тој доби упат за издржување на затворската казна во Шутка, во истражниот затвор Шутка, бидејќи да подсетиме во Шутка покрај оние луѓе кои што се осомничени, обвинети во истрага, издржуваат затворска казна и осуденици до 3 години затвор, тој
преку своите адвокати си побара промена на адресата во Охрид. Што е разликата помеѓу затворот во Шутка и затворот во Охрид? Многу голема разлика со тоа што да прецизираме. Местото е судот е местонадлежност Охрид, меѓутоа бидејќи Охридскиот суд е суд за малолетници, тој за малолетнички, значи криминал, упатот е на следниот суд најблизок, а најблизок е Струга. Тука е главната квака, бидејќи Струшкиот суд е единствен суд, КПДОМ, од отворен тип. Да објасниме што значи. Отвореноста е максимална, вела дури ограда нема. Јас ќе во наредниот период и ќе го посетам, да направам репортажа од таму. И сега малку ќе карикирам, меѓутоа не е невозможна како ситуација. Значи, доколку се заврши целата таа процедура, се извади лична карта, се приложат докази, дури може и да се изнајми со нотарски акт, тоа се упатува до местонадлежниот суд, значи Скопскиот суд кривичен го проследува до Охридскиот суд, Охридскиот суд до судот во Струга. И што може да се случи? Доколку овие осудени не го користат правото за одложување на казната, а ја не гледам зошто би го користеле, нели зборуваме за затворски туризам, може лесно да се случи. Значи, после тие 2 недели кои што се задолжителни во секој суд да биде, додека трае приемот на осуденици, да бидат затворени, условно кажано, нели во судот, после тоа да бидат слободни, па дури можат, сега карикираме, да склучат договори со некоја фирма, можеби некој што издава шанкови во Струга, па да ги видиме на плажа, дури и надомест може да добиваат за тоа, и на спиење додат само во судот. Се е тоа легално? Па легално е, бидејќи во Законот за кривична постапка и во Законот за извршување на санкции не постои одредба дека кога е започната судска постапка не може да се прави промена. Сега уште 2 дополнителни прашања. Прво, има ли судска инстанца која може, иако е се тоа легално, да го одбие таквото барање? Не. Мора да постапува според барањето на осуденикот. Добро, второ, да се извади лична карта. Јас деновиве се обидувам да извадам лична карта, невозможно е во Скопје, невозможно да извадите лична карта, освен ако не земете 5 работни дена слободни и да се наредите таму. Вчера бев, се обидов и така, тоа е невозможно. Закажување, незакажување, вака е ситуацијата. А мора ли Охрид да издаде лична карта или Струга на некој од осудениците во некаква брза постапка за да се задоволат потребите? Мислам дека за лични карти нема брза постапка, тоа е за пасош. Оти тоа е меѓу другото и прашање на, како да кажам, на граѓанство, дали можете да станете жител на Струга. Некој треба. Јас не се сомневам дека кога на ова високо ниво се е средено дека службите таму. Да не се лажеме. Да, се разбира. Ама технички прашувам просто. И тоа е и технички изводливо, значи како велиме се што е со законот не е забрането, дозволено, тука на сила е законот за лични карти, нели, за се разбира дека се е легално можно. Така што значи тоа е навидум законски дозволено. Меѓутоа, да се разбереме, тоа е изигрување на законот. За тоа станува зборов дека, значи, судските казни се, меѓу другото, во таа, да кажем, пеналистичка теорија, нели, и така натаму, тие се казна за тој што сторил одредено кривично дело и за што е правосилно осуден. Меѓутоа, ти имаат и поширока една димензија за општеството, бидејќи порака до општеството да не се разбира. Битен е ресоциализацијата делот, иако овие што ги разговараме немаат проблем со ресоциализацијата и се да не заборавиме дека токму кога Кичец беше нели на отпуст, направи сообраќајка со смртни последици и што е најстрашно, јас не знам како тоа го толкуваше обвинителството и судот, меѓутоа тоа е убиство со умисла. Вие на полна лента да поминете, јас не можам поинаку тоа да го толкувам
и да не заборавиме, таму почина млад човек кој што има семејства, кој што има деца и така натаму. Со многу повредени, со огромна материјална штета и човекот се сепак на слобода. Така. Гордана, ајде да ја обрнам истата тема на поинаков начин. Колку се обвинителите и судите вмешани во целата таа работа? Иако се ова легално, меѓутоа, најднаш гледаме како да кажем, обвинети кои што фрлаат дрва и камења по судскиот систем, по конкретни обвинители, обвинуваат за корупција, обвинуваат за кооперативни. Одеднаш кооперативни, одеднаш први пријатели, одеднаш зборуваат детали кои што за кои што се чудиме кога ги читаме, кога ги гледаме и така натаму. Мора да постои подготвена и оваа другава страна за тој вид на трансформации. Е ли тоа во овој концепт на оваа емисија што збориме дали има правда или нема правда, бидејќи на крајот за правдата станува збор. Што е целта на обвинителството тоа? Русковска и самата кажа дека целта е да се полни буџетот. При тоа заборавајќи го или свесно изостувајќи го тој превентивен дел за кој што претходно зборувавме, дека се испреќа порака во конкретниот случај за сите оние што не плаќаат даноци. Излегува дека во оваа држава, ако имате многу пари, ако имате можност цел обвинителски тим да работи за вас, 5-6 адвокатски тим, ќе ги најдат сите дупки во законот, ќе се договорат и вие ќе... Не само тоа, јас не сакам конкретни имиња да спомнувам, но де факто ние разговараме за луѓе кои што имаат кои се обвинети па и осудени, не само влијание, туку за толку многу милиони исчезнати пари, за кои не е проблем никаков да си го откупат, да си откупат слободата за еден мал процент од тие исчезнати пари кои што... Да. Знаете која е пораката што се испреке во јавност? Значи, колку повеќе крадеш, си поуспешен, бидејќи ако вие, сега карикирам, условно кажам, на тоа се бројки од кои што мене ми се врти во глава, меѓутоа ако вие украдете, да речеме, 30-50 милиони евра и повеќе, нема да ви биде проблем 2-3-5 да вратите и да го збогатите. А истовремено министерот за правда со својата, да кажем, глупава постапка околу некакви 2-300 евра, 400 евра со одење на некаја трибина во Палермо беше доведена ситуација да си поднесе оставка или да си поднесе оставка. Тоа е одреден начин кој што функционира различно и во јавноста, морам да кажем. Сега ќе има еден друг интересен момент, а тоа е откако ќе заврши постапката со избор на уставни суди, каде што еден од најсериозните кандидати е господинот Љупчо Јовевски, актуелниот државен јавен обвинител, ќе се отвори битката за... Таму гледаме имења кои што се вака најблагоречено симптоматични во последниве 30 години, бидејќи универзитетски професори со ставови кои што знаеме какви биле во текот на изминатите суди кои што биле поранешни пратеници од таму очигледно стручни советници, шефови на кабинети. Јас цело време заговорам за некакви радикални промени во овие и се разбира излегувам смешен бидејќи очигледно е дека и во овој дел кога веќе го загатнуваме уставен суд, треба на вистина еднаш и за секогаш да се дефинира што е тоа истакнат правник, да се зајакнат критериумите за избор и на членови во судски совет и во совет на јавни обвинители, а да не зборуваме за уставен суд. Да, кој што е врвнат институција каде што во принцип треба да доаѓаат луѓе со големо искуство, тоа не е спорно, па дури и животно, професионално искуство, меѓутоа и со професионален габарит. Добро, ајде да прашам директно Гордана, имаме ли ние 5 такви суди кои имаат професионален и животен габарит кој е достоен за таа функција, а не е проблематичен? Мислам дека ќе се најдат, меѓутоа проблемот е што во овие последни десетина и кусур години професионалците се разочарани од вкупните состојби и точно се знае кој е патот да се влезе во некоја институција. Значи треба онака улично кажано да ви намигне некој од политиката и тоа не било кој, па вие да се јавите на
Ма тоа цел системен корумпиран, тоа да е кажам, цел еден систем, политички така што корумпиран тоа најмалку, ги ако не и демотивира оние добри, стручни професионалци кои што во крајна линија не сакаат да си имаат работа со политиката, која што во Македонија особено се доживува како валкана, како извор Па добро, за... ајде да се вратам тогаш на еден мој луд предлог кој го заговарам повеќе месеци. Не може ли да се бираат уставници судии на општи избори? Во струката, ако не и во државата. Зошто сите правници се кои што може, се Зошто не одиме на таква радикална реформа, ако веќе е така? Затоа што на големите партии им одговара да имаат своји луѓе условно блиски до својата партија и побитен им е распоредот на силите во Врховен суд, во Уставен суд и таа да се дојде до таа магична бројка 5-4 во корист на нашите. Гордана, морам да го завршувам разговорот, но сакам да те вратам на темата која беше претходно, а се работи за следново. Во судењата за рекет кои завршија така како што завршија, спектакуларни, во кои што имаше од шоу бизнес до се и се што, самата обвинителство призна дека не знае каде се парите потрошени, овие милиони и пол, дури што инаку меритумот на спорот, тоа е преседан да не можете да установите зашто инаку тужите овој се држали на рекет, овие наводно злоупотребили и така. Сега е на потек Врховниот суд. Да, во ред е тоа, но сега тече постапка за враќање на парите. Како, нели, ова во една граѓанска постапка сега таму и Боки 13-ка и бившава специјална обвинителка, нели, треба... Ќе видиме тоа како воопшто се расправа за нешто ако не се знае воопшто, бидејќи ние одгледавме снимки кои можеме да ги направиме кога сакаме, не знаеме како изгледа парите, каде се дадени, нема убедливи докази за ништо тоа. Да, за волја на вистината, јас бев малку разочаран од апелациониот суд во Скопје. Мислав дека многу посериозно ќе се земаат во вид сите овие работи. Меѓутоа пресудата беше потврдена во целост. И пак ќе речам, сега на потек е Врховниот суд, но по вонреден правен лек, додека осудените во овој случај се на издржување на затворска казна. Гордана, од оваа убава тема за Европската унија која вака оптимизам, песимизам, па депресија, дојдовме до реформите кои многу ни ги фалат во Брисел, а ние знаеме. А инаку поврзано и со овој затворски систем беше и рапортот за Европска унија, таму зборувавме дека најмногу забелешки има на затворскиот систем, па дури деновиве во посета на Македонија беше една голема делегација од СИПИТИ за тортура во затворите и колку што имам информации биле многу незадоволни од она што го виделе на теренот. Да бидам поточна, дека дел од нивните забелешки што биле кажани и воочени во претходните нивни посети не биле интегрирани. Гордана Дувњак, благодарам и за ова Има правда, нема правда, четврточно издание на нашето настојување, колку толку барем еднаш во неделата го покриеме овој наш правен систем.